Ова ќе биде една од темите за кои ќе разговарам вечерва со Бојан Стојановски, пратеник од ВМРО ДПМН. Добро вечер. Благодарам, Бојан, што си во дневникот на Сител. Благодарам за поканата. Ќе почнеме со договорот со Велика Британија. Двете страни го оценуваат како историски, но што знаеме конкретно за овој договор, освен дека имаме една рамка од 5 милиарди фунти или 6 милиарди евра, но не знаеме како ќе ја користиме, по кои услови? Па практично знаеме дека се работи за два документи, од кои што едниот, како што кажавте вие, од аспект на економско-финансиската подршка за нашата држава, за една финансиска рамка од 5 милиарди фунти, односно 6 милиарди евра, кои што ќе идат во насока на финансирање на повеќе проекти од различни дејности. Едната би кажал политичка, во која што се обврзуваме на стратешко партнерство со Обединетото кралство од аспект на одбраната, размената на информации, дигитализацијата, образованието, културата и така натака. Нешто што сметам дека е особено важно, бидејќи ова е втор таков стратешки документ на Република Македонија и други повеќе ги нема. Едниот е со Соединетите Американски држави, практично ова е вториот и укажува на тоа дека конкретно Република Македонија е на мапата на најсилните држави во светот и практично можеме да имаме огромен бенефит и политички и економски од сето ова кое што го имаме подпишано. Тоа е неспорно дека Велика Британија како партнер, како една од најмоќните и највлијателни земји во светот, вакво партнерство е добродојдено. Но обвинувањата од опозицијата и од дел од експертската јавност се дека сепак овој процес се води прилично нетранспарентно, слично се прават споредби со процесот на договарање на кредитот од Унгарија. Како одговарате на тие обвинувања дека практично јавноста не знаеше ништо до 2 дена пред потпишувањето? Па ете, можам да најавам од вашите вести дека некаде на средина на неделата најверојатно ќе влезе во парламент тој документ и ќе биде достапен и за јавноста, и за невладините организации, и за експертската јавност, да видат што конкретно тоа како обврски сме ги превземале со Велика Британија. Од аспект на обвинувањата на опозицијата, ние се сеќаваме во минатото дека имаше склучувано договори со кои што со закон се дозволи склучување на јавни набавки со 4 очи, и се уште тие договори се класифицирани и не може да се видат под оној епитет на строго доверливо. Ние немаме намера такво нешто да правиме. Секој милиметар и секоја буква од тој договор, но и од оние кои што следат како договарање на камати, рокови за изведа на тие проекти, ќе бидат прикажани и пред јавноста, ќе бидат усвоени и на владата и на парламентот, бидејќи сметаме дека јавноста мора да биде наш партнер во тие договори, дека ние практично треба заедно со јавноста и за незин бенефит да ги склучуваме овие договори, така да практично немаме што да криеме. Веднаш штом ќе дојде во собранието тој документ, ќе биде прикажан кон јавноста. Сите оние забелешки кои што ги има заеднички ќе продискутираме и сметам дека тоа е еден начин на кој што ние треба овие проекти и овие договори во иднина да ги развиваме. Така да ништо нема да биде скриено и секој ден ќе биде подеднакво запознаен со тоа кој што го содржат тие договори, тие кои што следуваат. Ние практично нема да користиме ништо од тие пари се додека не аплицираме со конкретни проекти. Од владата веќе најавија дека првиот и најголем во таа прва транша ќе биде изградбата на железничкиот коридор 10. Има ли проект, знаете ли, информиран ли сте, затоа што вчера се почувствува одредена несигурност кај Министерката за финансии во однос на тоа колку зрели проекти ние имаме, веројатно мислејќи токму на железничкиот коридор 10. Колку брзо ние можеме да имаме сериозно подготвен проект со кој може да побараме пари и тие да ги реализираме? Практично сметам дека прво треба да го разложиме и да го дефинираме што значи тоа зрел проект. Тоа практично значи проект кој што ги има поменато сите фази на ревизија, на подготовка и така натака. Од аспект на железничкиот сообраќај сметам дека министерката, барем јас како што ја разбрав, укажа дека досега нема добиено документ во Министерството за финансии преку кој што ќе може да ги развива дополнителните фази, а и во оваа фаза од постапката не може да ги има заради тоа што наредниот месец и половина ние ќе ги договараме финансиските детали и веднаш потоа ќе влеземе во насока на конкретизација на сите овие проекти кои што ќе бидат или усвоени пред владата и пред парламентот. Од она што можам да го кажам за железничкиот коридор 10 кој што ќе биде изграден, практично ќе биде изведуван по жолт фидик. Тоа значи дека изведувачот има обврска парцијално и да го проектира и да го изведува, додека другите проекти се веќе во напредна фаза на реализација и на проектирање. Тоа се само да ја потсетам јавноста, клиничкиот центар во Штип, кој што сега е застанат и е една заедно со Струмичката болница, кој ви се верува, некој кој што најдолго се гради на територијата на нашата држава. Таму ќе се изгради медицински факултет заедно со студентски дом од 200 легла. Во болницата во Кичево таа ќе биде преместена на друга локација заедно со здравствен дом, како и комплетна реконструкција на клиничкиот центар во Тетово, така да овие проекти се подготвени во првиот бран. Што е важно за јавноста? Тој ете рекол квантум на средства 6 милиарди евра кој што е достапен, ние нема да го повлечеме
завршиме наеднаш, туку во првиот бран ќе ги реализираме овие проекти за кои што ние сметаме дека има проценета вредност од 2,2 милиарди евра. Другите 60% од рамките ни остануваат, па мислам дека во вториот бран интересно е да се размислува на проектите од животната средина и од енергетиката, бидејќи практично во економската наука кажува дека вие можете да го зголемите бруто домашниот производ, да не го зголемувате јавниот долг, само ако финансирате капитални инвестиции од ваков карактер. Прилично сметам дека е амбициозно и дека ние треба да ги изградиме токму со ваков аранжман овие проекти за кои што зборуваме 34 години. Тоа што е индикативно и кој што е најголем гарант дека овие проекти ќе бидат изградени е баш буквално зборовите и на министерот за трговија на Велика Британија, но и амбасадорот дека ќе бидат градени по британски стандарди и со британска експертска анализа и помош која што ќе дојде тука да ни помогне да ги отстраниме тесните грла кои што досега не ограничуваа да ги реализираме овие проекти. Да, веројатно тоа е една од многу важните вести по овој дел, затоа што е важно и да се завршат ако се почнат таквите проекти. Го спомнавте јавниот долг, вие како владеачка структура тврдите дека нема да ваквите повлекување на средства во рамки на овој договор нема да го зголемат јавниот долг. Сепак ја прочитав вчера анализата на Finance Think, тие предупредуваат дека без вклучување на капиталните проекти во фискалната стратегија овој заем ќе го зголеми јавниот долг до над 65% од БДП до 2029 година. Зарем не е ова загрижувачки раст? Ја прочитав анализата и прилично е квалитетна, но таму во уводот на анализата пишува дека токму ваквите проекти го качуваат номиналниот бруто домашен производ, кој што потоа како би се качувал, така и процентот на јавниот долг би се намалувал, бидејќи токму ваквите проекти ја мултиплицираат растот на економијата, заради тоа што го мотивират и нели го мобилизирате градежништвото, но понатака и сите оние пропратни услужни дејности. Важно е да се напомене дека овие проекти ќе бидат вклучени во фискалната стратегија, паралелно како што ќе бидат вклучени и онаа консолидација на буџетот, односно зголемените приходи. Токму овој разговор, тоест оваа анализа ме мотивираше и денеска разговарав со двете клучни институции за прибирање на средства во буџетот, тоа е Царинската управа и Управата за јавни приходи. Директорите ми информираа дека заклучно со денешниот датум, споредено со истиот датум минатата година, Царинската управа има поголеми наплати приходи од 12,8%, односно 750 милиони денари, додека Управата за јавни приходи некаде за данокот на личен доход има 29,5%, отприлика 500 милиони денари дополнителен приход, а данокот на добивка 11%, околу 140 милиони денари или околу 2 милиарди денари повеќе од истиот датум претходната година, што значи дека вие ако штедите во буџетот, ако направите финансиска консолидација и ако ги зголемите приходите, практично нема да го зголемите јавниот долг. Златното правило во економија, ако сакате вие да ја зголемите вашиот бруто домашен производ и да не се зголемува јавниот долг, без при тоа што ќе финансирате вакви проекти, е да имате долг кој што ќе финансира капитални проекти кои што ќе се изведуваат на теренот, ќе ги зголемите приходите, ќе донесете странски директни инвестиции, но и клучот на сето ова е дека ние во наредните 5 години, додека не го предадеме тој проект во владение, односно додека не почне да носи пари, нема практично да го отплаќаме овој долг кон Обединетото кралство. Тоа значи дека ние во наредните 5 години ќе го санираме нашиот јавен долг согласно финансиската стратегија, а веднаш штом се изгради овој проект, односно коридорот 10, брзата пруга да ја земеме сега како пример, и тие 140 милиони евра кои што ние ги планираме да ги имаме како приход на годишно ниво, тогаш би почнале да го отплаќаме овој заем, што значи дека јавниот долг ќе биде контролиран и ќе биде на ниво согласно финансиската стратегија. Многу ми направат паралела помеѓу оваа најава и веќе постигнатиот и делумно реализиран кредит кој што владата го зема од Унгарија, иако во многу работи се разликуваат двата договори. Со тој кредит, со тој заем што го обезбеди владата, беа предвидени 250 милиони евра за општините, 250 за бизнисот. Последна бројка која можев да најдам на реализација е 125,7 милиони евра во 3 транши преку комерцијалните банки за бизнес секторот. Задоволни сте од таквата реализација? Па субјективно би кажал дали сум задоволен, не бидејќи нели сум дел од владеачкото мнозинство, иако сум задоволен. Јас би се потпрел на ставот, односно одговорот што го имаше господинот Азевски како претседател на Стопанската комора, кој што укажа дека е задоволен од начинот на кој што се реализира овој проект, како и дека ќе продолжи во иднина и веруваат во целост дека ќе се реализира. Ние во наредниот период ќе имаме состанок со сите комори, затоа што рековме дека ќе ги прашаме колку навистина се подготвени да го земат оној дел од нашата обврска од 70-80% за
за реализација на овие проекти од стратешкото партнерство со Велика Британија, така да нив ќе ги прашаме. Од она што морам да го повторам е дека тие кредити ги одобруваат комерцијалните банки согласно процените на ризик кои што ги прават во самите институции, додека државата само ги префрава тие средства преку развојната банка. И јас уште еднаш од вашите вести го користам приликата да ги поттикнам да создадат што е можно поконкурентни кредитни барања, да ги достават до банките, бидејќи навистина каматната стапка е прилично задоволителна и компетентна. Председателката до вас како пратеници веќе го достави предлогот за нов гувернер на Народната банка. И јас не очекувам, како што рековте, вие сте субјективен, сепак сте дел од владеачкото мнозинство, но сигурно го слушнавте ставот на опозицијата која најави дека нема да го поддржи предлогот Трајко Славевски да биде гувернер. Тие сметаат дека неговата партиска обоеност може значајно да влие на последната, како што велат, независна институција во државата. Како го коментирате тоа и сметате ли дека може би е джентълменски или е добро за државата да таа институција биде водена од целосно непартиски кадар? Па јас сметам дека освен тие ад хоминем напади кои што сакаат да залепат некаков епитет на политизација, не слушнам некој да го искритикува неговото професионално портфолио или неговиот професионален интегритет. Ја лично сметам дека не постои човек во нашата држава кој што едноставно нема мислење дека господинот Славевски има некаков професионален интегритет. Многу често и на различни ставови бил и од нашата политичка партија. Тој е еден истакнат професор за кој што ја лично согласно уставот и деловникот во собранието ќе го дадам мојот глас. Она што можам да го кажам е дека токму таа партија која што сега го квалификува некој дека бил политички профил на непартизирана институција, го предложи во едно минато време и Петар Гошев, кој што во неговото минато па бил и претседател на политичка партија. Она што можам да го кажам е дека засега имаме доколку сите пратеници согласно врските бидат присутни на пленарната седница, 74 гласа кои што ќе го поддржат професорот Славевски. Исто така оваа одлука ја поддржуваат и коалиционите партнери влезни знам, така да сметам дека подпирајќи се на неговото професионално портфолио и професионален минал труд, ќе добиеме гувернер кој што едноставно ќе ја стабилизира монетарната политика. Ќе следиме таа расправа. Слушаме дека се заострува риториката помеѓу САД и Европската унија во однос на царините. Трамп сега најави дека до 50% ќе ги зголеми од 1 јуни практично. Што се случува на тоа поле? Слушнавме одредени најави дека Македонија ќе ги намалува царините за увоз. Дали тука се работи само за царините кон Соединетите американски држави или генерално и за што точно се размислува? Така, па и дека ќе го поделам овој одговор во два дела. Прво ќе ви одговорам за царините за кои што вчера излезе веста дека министерката им ја соопшти практично таа одлука на стопанските комори за намалување на царините за 70 производи. Тоа се работи за инпут во производствените капацитети, односно за репроматеријалите. Сега од 1 јули ќе настапи 50% поевтинување, понатаку уште 50%, со цел сакаме да ги израмниме тие царини на европското ниво, бидејќи сакаме да го поттикнеме производството и да ги направиме нашите компании конкурентни за извозот, бидејќи царините навистина до сега им беа голем проблем и многу пати во минатото сме разговарале за ова. Од аспект на царините кон Соединетите американски држави, првата пресконференција кога се случи тоа покачување на царините од страна на Соединетите американски држави, од премиерот беше дека треба да провериме бидејќи се работи за некаква грешка. Јас денеска во разговорите со директорот со Царинската управа добив укажување на тоа дека посериозни анализи Царинската управа на Република Македонија ќе направи корекција на многу од тие царини кои што ги имаме ние кон Соединетите американски држави и од тоа на кој што има можност да го кажам на јавноста. Сериозни директни разговори во изминатиот период имаше помеѓу премиерот Мицкоски и секретарот за економија на Соединетите американски држави Хауард Вутник и сметаме дека за многу набрзо од сега ќе имаме еден позитивен одговор од Соединетите американски држави, бидејќи водиме диалог, очекуваме фер однос од двете страни и мислам дека тоа е кое што ние го укажувавме од првиот ден кога почнавме да ги градиме силните конекции со администрацијата на САД, дека ќе дојде до израз. Изгласавме еден закон со кој возможивте пензионери, студенти, па дури и лица помлади од 18 години, корисници на социјална помош да бидат редовно вработени. Се донесува овој закон во пресред на летната сезона, кога во многу сектори дополнително се чувствува притисокот на недостатокот на работна сила. Сметате дека ова може да помогне и бизнисот да има некаков бенефит покрај и лицата кои што ќе добијат ваквата можност? Да, бидејќи ова барање е барање на бизнисот, на работниците, но и на државата, бидејќи 34 години сите работници, работодавачи државата едноставно го барале ова нешто.
Во понеделник во 11:30 часот во собранието ќе имаме состанок со директорот на меѓународната организација, односно на едно германско здружение кое што ги помага овие проекти, каде што ќе соопштиме и конкретни вести за имплементацијата на овој закон. Практично ова друштво е би кажал како организатор на целиот овој процес и ќе ни помогне со грант од 180.000 евра за воспоставување на нов информационен систем во Агенцијата за вработување, кој што ќе го направи овој закон да биде едноставно би кажал воведен во пракса. А суштината на овој закон е да се дозволи на граѓаните да работат привремено или сезонски од 120 до 180 дена во годината и при тоа секој оној кој што е вработен, невработен, пензионер, примател на семејна пензија, средношколец, студент и другите категории кои што им го дозволува да може да имаат дополнителен приход без при тоа да ги загубат правата кои што во моментот ги имаат. Ке можат да се активни во 3 дејности, тоа е земјоделието, услужната дејност и угостителството и практично на овој начин прво ќе добијат можност да им биде платено пензиско, инвалидско осигурување, здравствено осигурување при настаната повреда на работно место и тоа што е добро за државата, данок на личен доход. Ние по некои наши пресметки очекуваме од овој закон кога ќе влезе во сила едноставно од 20 до 25.000 луѓе повторно да ги внесеме во систем. Што добиваме со тоа? Добиваме работници кои што се заштитени, држава која што наплаќа давачки и едноставно луѓе кои што им даваме можност легално да имаат и втора и трета работа, нормално не рушејќи го другиот пазар на трудот. Ова е нешто кое што ќе биде сериозно поздравено и кога ќе влезе во имплементација, сметам дека понатака покрај овој грант кој што ќе го добиеме од германците, ќе имаме можности да аплицираме и дополнителна поддршка од планот за раст. И едноставно сметам дека ќе биде една добар, креативен, одличен новитет за пазарот на трудот и за работниците во нашата држава. Стојановски, за крај, сега сам втор пат го поднесе до вас пратениците предлогот за усвојање на законско решение со кое треба да им се помогне на семејствата во Кучани. Првиот пат по скратена постапка, сега во редовна. Зошто го одбивте тогаш и дали сега, бидејќи ќе оди во редовна расправа, има можност ВМРО ДПМН да даде поддршка на ова решение? Нема да дозволиме и СДСМ да успее во обидот упорно да не внесе во некаква политизација, бидејќи ние добро го разгледавме ова законско решение. Тоа е, ви кажал, некомплетно од прво од номотехнички, потоа од функционален карактер. Ние имаме направена организација која што функционира до сега. Ние практично до последниот ден, додека на последниот пациент му треба поддршка од државата во неговото лекување, ќе бидеме со нив. Никој нема да биде заборавен. Премиерот со голем дел од родителите направи средба со тие кои што не е направена средба. Во наредниот период ќе се сретне, ќе продолжиме да ги помагаме. Нашиот план ние го кажавме за градот Кочани, тоа е преку оние средства кои што владата ги одвојува и кои што ќе бидат зголемени за помош на самата општина, преку носење на работни места, понатака до последниот момент додека на некого му е потребно било каква помош, владата ќе биде тука. Едноставно одбиваме да политизираме со лица кои што во нивните политички кариери исто така имаа неколку трагедии од ваков тип, за кои што животот го загубија 75 луѓе, кои што беа министри за внатрешни работи, министри за здравство, па и премиери во одреден дел од нивното политичко битисување, не направија ништо, не поднесоа ниту една кривична пријава и на крај даваа смешни квалификативи дека кабелот бил крив или смешни казни од година и половина. Сметаме дека тие луѓе немаат кредибилитет и нема да дозволиме да политизираме на оваа тема. Колку и да би биле критикувани, едноставно сакаме да ја направиме таа организација која што ќе дозволи и последниот од нив, додека последниот час или минута му треба некоја помош од државата, да ја добие на тоа да биде на еден достоинствен начин. Ние од ова политика нема да правиме. Бојан Становски во тема на денот, благодарам.